Драги браќа и сестри, добри луѓе, доаѓа правдата за Македонија. Правдата за која се обединивме, окрупнивме, за која добивме сила. Правдата која беше нашата водилка. Правдата која му е насушно потребна на нашиот народ и на нашата татковина. Затоа што ононаредената власт на Зоран Заев донесе неправда. Донесе криминал, донесе корупција. Криминал и корупција поради кои што страдаат сите граѓани. Оваа победа е велика, затоа што е на народот и во вистински момент. На секој еден човек кој почувствувал на своите плеки неправда и истовремено одговорил борејќи се за правда. Од денес, ден недела, цветници, Македонија има нова реалност. Македонија горда, достоинствена, честита, праведна победи денеска. Победи коалицијата на ВМРО ДПМН со народот. Најголемата, најсилна коалиција, наспроти ононаредената власт, предводена од Зоран Заев, СДСМ и уште други 30 партии кои што за жал одбраа да му бидат слуги на Зоран Заев. Народот против целата власт. Власта е делегитимирана. Почна падот на Зоран Заев. И секој треба да е свесен за тоа. А особено тој кој ја влече назад целата држава. Тој има име и презиме, Зоран Заев. Денешниот ден покажа и дека народот, поради оваа власт, е во апатија. Незадоволен, но и револтиран. И тоа е со право. Затоа што народот никогаш не греши. И не заборава за сето она зло кое овие луѓе го нанесоа. Дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на ВМРО ДПМНЕ и на членовите на Коалицијата за подобра Македонија за отворената врата за некој од надвор, како мене, ама на овие гласови јас би сакала да ги додадам, значи да им се заблагодарам и на граѓаните кои биле аполитични, а гласале за мене, на граѓаните кои длабоко се разочарале од власта на СДСМ и коалиционите партнери и гласале за мене, на оние кои за прв пат гласале и гласале за мене. Зошто? Ако се спореди бројот на гласовите за опозицијата, значи и на оние кои гласале за господинот Блерим Река, неговите подржувачи, и ако се собере со гласовите што јас веќе ги споменав, разликата е повеќе од 70.000 гласови.